Доловите се претворија во реки, а улиците во речни корита. Вчера попладне во Македонска Каменица. Невремето проследено со интензивни врнежи од дожд и град, кои траеа 2 часа, поплавија куќи и објекти, оштетија дел од патиштата. Многу лошо време. Тоа, например, тука по пато имаше колку реката што тече и повеќе. 50 сантима вода имаше по улицата. Караше свашта, не. Па не е додека тука жива вода на привали. Тоа немаше 10 минути што влезна водата внетре. Многу брже. Тука спрато и подрумо доле се поплава. Мебел, постелина, ламинат. Невремето предизвика одрони, па на старото слечиште на патот Каменица-Саса, кој е хронично критична точка, се сруши земја околу 500 кубика, пошто 4 часа сообраќајот беше во прекин. Сепак најкритично беше во приградската населба Павлишдол. Времето врнеше, пукаше, грмеше и се носеше живо. Низ пато дојде водата, низ доло дојде и поплавува се што има живо. Тоа носеше пред него камење, пред него што идеше гунгува како некоја торнадо кој иде, така идеше и долот одгоре и носеше сачки дрва, камење пред него, се живо носеше. Ете такава беше, до тука вода, не може сношти нико, кошчите ми ни една нема, се е затлачио, сабале. Козите, не може да влезна, кое каде е останало, така е замркнало. Сабале не може да улегне никак. Денеска жителите на Македонска Каменица и екипите на јавното комунално предпријатие работеа на санирање на штетите од невремето. Има оштетување на некои од локалните патишта во селските средини генерално. Уште во текот на минатата вечер механизацијата на јавното предпријатие како и на други подизведувачи активно работеа на терен. Тоа што е добро е дека водоводната мрежа е во ред, дека сите други улици, пристапни патишта во општина Македонска Каменица се исчистени и се функционира нормално. Од општината најавија дека комисијата за проценка на штети ќе излези на терен, а Советот ќе донесе одлука за обештетување на граѓаните. Инаку невреме проследено со силен дожд и грмотевици, вчера го зафати и Делчево. 46 годишен жител од селото Бигла бил примен во итната медицинска помош поради удар од гром. Лицето е транспортирано на хирургија во Кочани, но според информациите од лекарите, тоа е надвор од животна опасност. Надлежните од Делчево не јавуваат за други посериозни проблеми од невремето.